А има ли вистина во тоа дека одмаздата е сладка и дали всушност психолошкото здравје може да трпи последици од прекомерната желба за одмазда? Ова утро велам добро утро за нашиот соговорник, гостин, психолог Ана Марија Павлова. Добро утро, Ана Марија, добре ни дојде. Последниот пат кога се видовме во студиото зборувавме за тотално различна тема, сигурно ќе те препознаат и гледачите, иницијатори и всушност основачи на првата детска градинка во шума, во природа. Затоа ни бевте со Бојан, но овој пат си ни во улога на психолог. Почнувам веднаш со прашањето како што ни е поставени насловот, има ли вистина во тоа дека одмаздата е сладка? Што велите вие психолозиве за ова? Па вака, ние како луѓе имаме наши основни инстинкти и одмаздата е дел од тие основни инстинкти, каде што секогаш кога има некоја акција, има повратна реакција. Да. Сега дел од нашите реакции обично, особено кога ни се нанесе некоја штета од некоја друга страна, имаме три избори. Дали ќе се отргнеме од стената, дали ќе смрзнеме или ќе делуваме, односно ќе се бориме. Тоа се трите на англиски F, односно fight, flight или freeze. И од тука ни доаѓа таа желба дека кога некој ќе ни нанесе неправда, ние сакаме да се бориме, односно да се одмаздиме. Германците имаат еден термин, тие го нарекуваат Schadenfreude, каде што се радуваат кога на нивниот на тој што им нанел штета, ќе му се случи исто така нешто лошо. Значи, има некоја вистина во тоа дека искусуваме некаква радост или дека одмаздата е сладка, но тоа, за жал, трае многу кратко. И кога ќе ги видиме ефектите, гледаме дека научниците пронашле дека тоа трае само неколку моменти, ја искусуваме таа награда, ја искусуваме таа радост, но потоа може да има многу лоши ефекти врз нашето тело. Да, и последици, дефинитивно. Кажа еден добар пример, морам да се навратам на одговорот и тоа ме замисли. Има луѓе кои што се одмаздолюбиви, но има луѓе кои што мислат дека не се одмаздолюбиви, кои што не превземаат ништо лично или директно за да се одмаздат, но убаво кажа, се радуваат кога ќе се случи несреќа на човекот што им нанел штета, што им направил нешто лошо. Можеме тие две групи на луѓе да ги ставиме во една група. Точно. И да не се одмаздуваш, верувам, доколку имаш желба на тој што под наводници ти направил лошо, да му се случи нешто лошо, тоа е некако исто, така? Да, некако е исто, бидејќи сакаме како луѓе сакаме да ја видиме правдата, сакаме да видиме дека има некој ред во нашето општество и најчесто и затоа толку се бориме да ги изедначиме нештото, иако за жал не секогаш може да бидат еднакви. Така. Кои се карактеристиките на одмаздолюбивите луѓе? Како можеме да препознаеме да се немаме работа со нив? Точно, да. Тоа можеме да го видиме кај луѓето кои што немаат висок коефициент на емоционална интелигенција, бидејќи луѓето кои што можат да си ги контролираат своите емоции, да ги искажат правилно, на правилен начин, тие најчесто нема да одберат да се одмаздат, ќе сватат дека ова ќе има подолги ефекти, дека натаму ќе има други своји дела, но тие кои што сакаат да се одмаздат најчесто се оние кои што не можат да се помират со фактот, односно не можат да ги смират своите емоции, своите реакции. Работата на емоционалната интелигенција е тема која што во последниве години навистина тема за која што се зборува се повеќе и повеќе, која што и се придава на важност и тоа да, дефинитивно треба да биде така, бидејќи се добива впечаток дека многу години се запоставуваше емоционалната интелигенција на сметка на други работи. Денес во сите овие проблеми и хаос во кој што светот живеете и најголемиот дел од луѓето се склони кон одмаздолюбивост, тоа можеме да го констатираме и по социјалните медиуми, што се случува. Колку и да сакаме да бидеме самокритични, тоа не е кај нас само така. Насекаде ни социјалните медиуми, доволно е да влезете и на профили од кај луѓе од соседите, ќе видите дека исто така некако го живееме истиот живот. Да се работи на емоционална интелигенција може да се каже дека тоа ќе ни помогне без разлика во кој периоди од животот да смеете малку во балансирање на желбата за одмазда? Да. Значи, ние можеме да работиме на себе во било која доба од нашиот живот, иако кога сме веќе во повозрастни години, малку ќе ни биде тешко да ги направиме тие промени, но никогаш не е доцна да почнеме да работиме на себе и да научиме некој нов начин како правилно да ги искажуваме своите емоции. Особено оние кои што ги нарекуваме негативни емоции, како гневот, како разочараноста,
кога имаме на кого да ги искажеме, кога да речеме нели посетиме психолог и разговараме ситуацијата која што ја чувствуваме, во која што се наоѓаме, некако најдеме поефикасни начини како сето тоа да го направиме, како да не дојде до тој момент на одмазда, за да не се на некој начин стимнеме на истото ниво како оние кои што ни наштетиле. Има еден цитат од Маркус Аурелиус, вика дека ако ти направиш нели исто како тој што ти наштетил, тогаш ти си ист како него, но најдобрата одмазда е кога ќе бидеш над нив, кога ќе им вратиш со добро или кога ќе им опростиш на некој начин. Факт е дека го кажа истото, јас си читав некои истражувања дека со оваа тема помалку може да се носат повозрасните, односно да ние влегуваме во таа категорија на луѓе, бидејќи да му кажеш на возрастен човек без да свати сам, нели треба да си поработиш малку на својата емоционална интелигенција, тој ќе го свати како навред. Бидејќи прво не секој може да ја дефинира емоционалната интелигенција како што треба да се дефинира. Кај младите е друг случајот, тоа гледав и некои истражувања дека кај младите може да им се укаже, може тоа да се промени, може да се смени правецот на животот, бидејќи истражувањата велат дека и одмаздолюбивоста води кон лош квалитет на животот, на тој што го има овој порив или оваа карактеристика. Како ова да се надмине ако направиме граница млади повозрасни луѓе, ако кај младите е полесно да им се укаже, а кај повозрасните не? Дали тоа значи дека повозрасните кои што веќе влегле во тој вртлог само останува да продолжат со тоа или има надеж самите тоа да го прифатат, да го сватат, да почнат да работат на себе, каде излезот? Да, најчесто луѓето кои што се менуваат се оние кои што приметуваат или признаваат дека им треба промена. За жал тие што не можат тоа да го признаат, некако потешко име да се сменат, освен ако околностите или другите луѓе сами не ги натераат да се променат. Секако тоа е полесно кај младите, бидејќи тие се уште нели немаат некои зацртани шеми на функционирање, така да можат да променат некои нешта по-лесно, но нели, како што рековме, никогаш не е доцна, со желба се може да се надмине. Сега интересно беше дека ти спомена, нели, дека дали тие се во тој вртолог, на некој начин тоа се случува кога се впуштаме во одмазда, е дека бидејќи сакаме да ги изедначиме нештата и да одвратиме на тоа што ни било сторено, на некој начин го започнуваме тај круг на ева јас сега ќе ти направам лошо, па ти пак на мене, па јас пак на тебе, и тука не сваќаме дека одмаздата која ќе се случи не е само крај на целото дело, туку таа личност пак го искусува сето тоа и сака пак да се одмазди и потоа само продолжуваме и си остануваме во тај вртолог. Сега интересно е дека тоа не само што има нели ефект врз нашето тело или врз нашите околности, врз нашите пари, но тоа исто така многу лошо влијае на нашето ментално здравје и колку повеќе се одмаздуваме, толку повеќе ние не им дозволуваме на нашите рани да зацелат, односно ги задлабочуваме. Исто тоа само си правиме натаму да не биде полошо, бидејќи мислите постојано ни се во таа ситуација за како сега да направам таа личност да се чувствува полошо, како да им, нели, како да ја надминам со тоа што таа ми го направила. Сега доаѓаме до тоа психолошко здравје, до тој сегмент од темата, дали психолошкото здравје може да трпи последици од преголемата желба на одмаздолюбивост. Слушајќи те внимателно досега, добив потврден одговор за ова, но дали ако гледаме малку од позитивен аспект, дали според твое мислење како психолог има луѓе кои што чувствуваат промени во своето психолошко здравје и токму тоа ќе биде иницијална каписла да направат промени во својот живот? Ако ми ја разбра констатацијата, може би поставив 2-3 прашања во едно, најде прво да почнеме дали психолошкото здравје може да трпи последици, какви, и дали доколку некој човек забележи дека му се нарушува психолошкото здравје, тоа може да му биде од помош да престане со одмаздолюбивост, дали тоа може да се забележи некако? Да, психолошкото здравје дефинитивно трпи со нели желбата за одмаздолюбивост. Секогаш е, и тоа го имаме приметено, јас мислам дека сите ние во секојдневниот живот, дека колку повеќе размислуваме на нешто негативно, колку повеќе се вртиме во тој круг, колку повеќе
сакаме да им направиме зло на другите, толку повеќе сами си наштетуваме, бидејќи осеќаме дека стануваме, нели, нешто кое што не сме сакале, дека не е во ред тоа што го правиме, не е во ред тоа што го мислиме, и на тој начин ни се, нели, лачат тие негативни хормони, не можеме да се надминеме самите себе си, немаме енергија, бидејќи сите мисли ни се обземени од ова, не ја наоѓаме радоста во сегашниот момент, туку константно, постојано размислуваме за тоа што ќе направиме следно, и затоа тука трпи најголеми последици психолошкото здравје. Дали може да се примети? Па некогаш кога сме во самата таа ситуација, малку ни е ограничен погледот и не можеме да се видиме самите себе, но затоа едно од најдобрите решенија на некој начин е кога ќе почнеме да си правиме само рефлексија, кога ќе почнеме да ги запишуваме нашите мисли, што е оно што ни тежи, или кога ќе почнеме да се искажуваме на некоја доверлива личност и почнеме да размислуваме за оно кое што го размислуваме, ќе ја направиме таа рефлексија и ќе видиме дека чекај малку, добро, може би оваа мисла ми дојде како инстинкт, ама не е окей што ја имам. Може би не треба вака да размислувам за оваа ситуација, треба малку, нели, да си ги пренасочам мислите во друг правец. И на тој начин мислам дека целото ова може да се надмине и на некој начин да се подобри психолошкото здравје. Но освен психолошкото здравје, сега не сме доктори, меѓутоа можеме да констатираме дека тоа самиот стрес и слично носат последици врз физичкото. Дефинитивно. Врз физичкото здравје, тоа го велат и истражувањата. Сега за крај, освен недостаток на емоционална интелигенција, може ли да значи дека луѓето кои што се одмаздолюбиви исто така влечат за жал и последици од минатото, од нивната историја, ни животот? Некои несреќи што им се случувале, неисполнетост, булинг, можеби, кои што го трпеле како помлади и слично, па сега на тој начин го рефлектираат тоа врз другите луѓе на повозрасни години. Да. Најчесто тоа се причините кои што, нели, ги тераат луѓето да бидат одмаздолюбиви, и како што рековме, целата таа желба доаѓа, нели, од потребата да се има правда во светот, од потребата да се има ред. И сето тоа е добро, бидејќи, нели, живееме во такво општество каде што треба да имаме правда и треба да се случуваат нештата на одреден начин, но за жал да се врати на лошото со лошо не е добар одговор на сето ова. Иако тоа може да ни дојде во еден момент, нели, како што рековме на почетокот, да ни биде сладко, мораме да сватиме дека на долг рок нема да се исполни она кое што го сакаме, бидејќи ние како луѓе не знаеме добро да ја предвидиме иднината. Ние се мислиме дека окей, ако сега ова го направам, нели, натаму ќе бидам среќен и секи ми биде окей, но истражувањето покажале дека токму спротивното се случува и дека токму ние страдаме, а раните ни се отворени и понатаму кога продолжуваме да се одмаздуваме, тоа само се задлабочува и станува полош. Да, за жал, кога се користиме за истражувања, многу малку вакви ретки се истражувањата кои што се прават не само кај нас, туку воопшто на овие простори, секогаш некако земаме истражувања од Соединетите Американски држави, од Велика Британија, на дел од земјето од Европската унија, но се надевам дека ето за да се промени перцепцијата во општество ќе почне и на вакви теми да се прават истражувања, за да всушност се провери каква е ситуацијата на терен. Верувам ќе се согласи со мене дека би ни дошле од корист овие податоци, би можеле да променат нешто кога би ги имале од наш домашен терен податоците, да кажеме за ова што досега го зборувавме, користевме податоци од други земји. Да, точно, мислам дека би било од голем бенефит, особено бидејќи ние на Балканот сме онака по-емотивни. Мислам дека им дозволуваме на емоциите да не обземат многу често, така да мислам дека ќе биде од голем бенефит да се види како ние реагираме во нашите средини, во нашиот предел, и дали може и како можеме се до тоа да го премениме, да се смириме, да размислиме за ситуацијата, да малку да се оддалечиме, па да ја направиме конечната одлука. Така. Ана Марија, благодарам за овој интересен разговор. Верувам дека имавме интересна тема, малку понеобична. Ја немаме отворено досега поодамна во утринската програма, дали е сладок вкусот на одмаздата. Верувам дека извлекува поука нашите гледачи, зошто одмаздата е лош за нив, за нивното психолошко и физичко здравје, а потоа и за другите луѓе. Па да се надеваме на промени. Ако барем кај еден човек успеавме да ја смениме перцепцијата, верувам дека сме успеали. Да, точно. Благодарам уште еднаш за разговорот денеска.